ние нашиот дел од коридорот 8, источниот дел со ова го завршуваме, ќе остане потоа веќе работиме на изнаоѓање на средства да се изгради од Срацин до Романовци и на тој начин од Скопје до граница со Бугарија ќе има континуирано или автопат или експресен пат, што по мене е прекрасна работа за цел регион. Она што исто така е значајно е дека по овој експресен пат ќе почне да се развива бизнис. Очекувам од левата и од десната страна на патот да почнат да се развиваат стопански субјекти, фабрики кои што ќе вработуваат нови луѓе, секако и трговски центри, секако и магазини, секако тука ќе дојдат и бензински пумпи и сето она што носи развој на една ваква делница како што ќе овој експресен пат и очекувам да имаме добри вести во периодот кој што доаѓа за развој на источниот дел на државата. Проблемот на претходната власт беше што освен Демиркапија Смоквица ништо друго не отворија во 7 години власт, а многу проекти закочија. Јас реков кога бев избран за заменик претседател на владата и министар за транспорт дека нема да се жалам и дека проблемите ќе ги кажувам откако ќе ги завршувам проектите, а не претходно, затоа што мислам дека ако претходно ги кажувам проблемите, ќе изгледа како алиби зошто јас не би ги завршил. Да. Но имајќи предвид дека еве сега успеавме да го завршиме Куманово, Страцин, Крива Паланка, можам да ги кажам проблемите, а тоа е дека кога ние бевме избрани, таму ситуацијата беше очајна. Еден од двата изведувачи на работите беше заминат комплетно од трасата, го немаше. Па со судни маки ги вративме работниците назад.